Два закони се клучни, законот за справување со кризи и законот за вонредни состојби. Тие во најголем дел се поклопуваат, односно се поклопуваат и ингеренциите и овластувањата на Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, но тоа не е се. Во изминатиот период имаме катастрофална кадровска политика во делот на пополнувањето на највисокото место во Дирекцијата за заштита и спасување. Ланските пожари се всушност огледало на функционирањето на државата и на функционирањето на самиот систем. Очигледно е дека не функционира. Предовме на сериозно испитување на целата легислатива. Во прашање се мислевме 19, сега се веќе 24 закони кои што е потребно да се менуваат или да се исклучат од правниот систем, со тоа што дополнително би требало да се донесе закон за доброволци, односно закон за скрибници. Ние тоа го немаме. И до интегрирање на сите институции кои што се засегнати, да речем, со вонредни состојби. Во едно тело ново? Во едно тело. Тоа тело би била, например, Национална агенција. Значи, владата зазема став дека тие две институции треба да се спојат во една, затоа што се нефункционални и затоа што се преклопуваат. Ќе изготвиме законска решение, сите овие закони кои што се потребни да се изменат, ќе ги измениме, а се однесуваат од закон за шуми, закон за пасишта, закон за здравство, многу број на закони, затоа што водена состојба не е само пожар. Тука се земјотрес и поплави, и епидемии, високи снегови, лавини и така натаму. И тука се вклучени институции како што е управата за водостопанство, како што е управата за хидрометеоролошки работи, ИЗИС и така натаму. Значи голем број на институции, агенции, управи, министерства, Министерство за внатрешни работи, за одбрана и така натаму. Пожарникари, мора да се донесе нов закон за пожарникарите да се сместат на местото кое што го заслужуваат, за да можеме за еден одреден период кој што разбирливо треба да биде за јавноста, че потрае малку подолго. Подолго мислам година и пол до 2 години за да се формира